Економскиот раст на Македонија годинава ќе биде 1,6%, предвидува Меѓународниот монетарен фонд во есенскиот извештај Перспективите на светската економија. Претходната проценка на ММФ за растот на македонската економија беше 2,8%. ММФ за наредната година прогнозира дека бруто домашниот производ на Македонија ќе порасне за 2,6%, а до 2023 година годишен раст од 3,4%. Од земјите во регионот годинава највисок раст ќе имаат Албанија, Србија и Косово 4%, Црна Гора 3,7%, Бугарија 3,6%, Босна и Херцеговина 3,2% и Хрватска 2,8%. ММФ во есенскиот извештај ја намали проценката за глобалниот раст за 2018 и 2019 година. Меѓународниот монетарен фонд ги намали своите прогнози за светската економија поради изголемувањето на каматните стапки и интензивирањето на тензиите во трговијата. Според прогнозите на ММФ, светската економија ќе забележи раст од 3,7% оваа година, исто како и претходната. Сепак тоа е помалку од предвидувањата на ММФ објавени во јули за раст од 3,9%. Финансиската институција ги намали прогнозите за 19 земји кои го користат еврото, како и за Латинска Америка, Блискиот Исток и Субсахарска Африка. ММФ очекува економијата на САД годинава да забележи раст од 2,9%, но да забави до раст од 2,5% следната година, поради намалувањето на ефектот од неодамнешните намалувања на даноците и трговската војна со Кина. ММФ ја намали прогнозата за еврозоната до раст од 2% наместо очекуваните 2,2% поради трговските тензии со САД и загриженоста во врска со Брекзит. Финансиската институција го намали проектираниот раст по втор пат оваа година. Во април ММФ очекуваше раст од 2,4% во еврозоната.